месец по поројниот дожд што го зафати Скопскиот регион, поплавата однесе човечки животи, но водата не сопре и причини големи материјални штети, настрада земјоделски посеви, магазини, дуќани, но и дел од компаниите се уште бројат штети. Најдојдената вода остави пустош позади себе, но и ги исфрли на површина сите проблеми. Вечерва, еден месец по несреќата што се случи и временската непогода, разговарам со дел од бизнис секторот кој што се уште ги бројат штетите. Добро вечер за Реџеп Јусуфи, добро вечер. Господинот Неби Хоџа, прв човек на Стопанската комора на Северозападна Македонија, ви благодарам што дојдовте. И Бекир Ферати, добро вечер. Најпрвен би сакала да почнам со вас, всушност што сте најпогодени. Што всушност се случи пред еден месец, господине Реџеп? Се случи тоа што се случи, значи, од природна катастрофа, значи тоа што не можеше некако да се одбраниме или тоа, значи, тоа е. Вие со што се занимавате? Ние се занимаваме со железо, повеќе, огради, врати, тие работи, значи. Што ви е оштетено? Оштетени сме, ние сме застапници за мотори, овие за лизгачки врати, значи тие работи, апарати, значи за заварување. И водата, што све зафати, магазинскиот простор? Магазинскиот, значи, канцеларискиот простор, значи, све. Колку луѓе вработувате? 15. Дали имате проценка на штета до сега? Дали... Немаме. Немате се уште проценка на штета. Вие, господине Бекир, исто вашата дејност, имате маркети. Какви се штетите после поплавите? Кај нас се малце поголеми од сите. Ама ние се занимаваме со прехрана. И во нашиот објект, имаше повеќе штета од околните. Во тој момент, кога дојде водата, тоа беше едно непредвидено за 2-3 минути. Се поплави целиот магазин и продажен простор од околу 1800 квадрати. На дојдената вода имаше толкава сила, што во тој момент сите бараа спас како да се спасат човечкиот живот. Затоа што во соседството, во првите комши, ние имаме 5 настрадени, 5 жртви. Значи, тоа жариштето беше баш кај нас. И тоа е ситуацијата што во моментот ние бараме некако некој третман, некој разгледување и тоа. Да ќе разговараме вечерва, просто и за тоа сме тука. Денеска е точно еден месец. Врне додека доаѓавте на вака. Да. Какво ви е чувството? Имате страв? Па, луѓето скоро сите ги фатил параноја. Јас се сеќавам на тој критичен ден, што луѓето буквално од целата населба дојда и се качија на втори и трети кат, околу 1500 луѓе. И тие врискови, тие звукови на деца, жени, каже, дојдовме тука затоа што малце се поголеми столбовите, нема да не земе водата. Такво чувство и денеска и децата имат, и луѓето, и кога врне имат едно такво чувство што буквално не може да се опише само со тие што биле таму. Друго е да се гледа вака на страна, друго е чувството тие што беа присутни. Затоа што друго е, например, чувството некого си го имал сосед и утре го гледаш дека го нема. И тоа е малце потешко кои остануваат последиците.
Господине Хуџа, најголем дел од вашите членки, всушност, оние бизниси кои што беа зафатени од поплавите се членки на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Што прво направивте? Па, ние како комора и како компании нормално дека како прва реакција, значи беше од сите членки на комората, секој поединечно реагираше во фазата кога веќе беа луѓето поплавени и фамилиите, одма реагиравме, се мобилизиравме сите и однесовме тоа што беше најнеопходно и најургентно за поплавените региони. Потоа следуваше другата фаза во комората, каде што сите се организиравме во смисла на помагање во финансиски средства и во механизација, затоа што во нашата комора дел од компаниите се занимаваат и со градежништво, така да имат и механизација која во тој момент беше многу потребна и сите се пододредивме по сите региони кај што беше најургентна ситуација. Меѓутоа, во тој дел односот со компаниите, ние малце го оставивме, пошто човечкиот живот и фамилиите кои беа со настрадани луѓе, тие беа приоритет и секогаш се приоритет. Следува други реакции од членките од компаниите кои веќе беа оштетени и поплавени со, можам да кажам, некои од нив беа тотално поплавени. Имаме дел до обиколницата, каде што имаме магазински простор од сите членки, каде што поседуваат негде околу 7 или 9 магазини со резервна роба, која што ја снабдуваа баш за сезоната која следуваше и се спремија за, нели, печалбарите кои што идат летно време, обично тогаш се зголемува обртот на тие компании. И можам да кажам дека времето што се случи поплавата беше најлошиот момент за компаниите. Затоа што беа снабдени со максимум роба за таа сезон. Дали имаме проценка за колкав број на компании станува збор што беа зафатени од поплавите и колку лица вработуваат? Ние од нашиот персонал испративме екипа кои што беа цело време на терен и имаме направено една анализа каде што негде тој регион брои околу 480 компании, од кои што дел од нив се офатени со поплавите, значи околу 100 до 150 компании се беат под вода, но постигнавме да анкетираме негде околу 29 компании. Од овие 29 компании, тие имаат вработено негде околу 400 вработени, кои што за време на поплавите веќе било сабота и не биле на работно место, меѓутоа робата што била, значи, тотално е уништена и вредноста на таа роба која е уништена за овие 29 компании изнесува негде околу 7 милиони евра. Дали вие во вашата компанија направивте проценка колкава е штетата? Мислам беа од страна на комисијата, меѓутоа тие направија фактички колку што е штетата, така мислам укупна. Не укупна, него што се гледаше пример робата, тоа запишува. Меѓутоа имавме роба во просторииве кај што сме пример со поскапа роба, така да кажеме, тие мотори, далечинска, тие работи, значи тие се електроника, значи од нив извршија таму увид, влегоа и таму да видат? Извршија, меѓутоа на 2-3 места. Ние имаме простории, пример 5-6 простории имаме. Кај што работат. А не ги поканивте во другите простории да видат? Не можеа тогаш оти
мислам, брзо дојдоа, ние уште не бевме така очистени, значи од тој кал имаше многу, фактички не прашуваа што конкретно имаме фактички во тие простории. Ви најавија дека повторно ќе дојдат? Не. Вие само рефериравте, кажавте што имате. Така. И слика фактички тоа роба што се гледаше фактички. И нормално влегоа во канцеларија, веќе беше просторот очистен од нашата страна, значи влегоа ги слика овие мотори, значи имаме скапа роба со овие брави, нели, електроники тие работи. Значи тоа е направено увид, меѓутоа Вие вашите проценки што велат? Колку штета сте претрпеле? па ние имаме... Колкава е робата во сума? Во сума е 160.000 евра нашата компанија, значи Ер Металика е со 160.000 евра е одштетена, мислам, од оваа катастрофа. Кај вас како е? Кај нас малце е покомплицирана, ама малце е почиста ситуацијата, затоа што ние работиме со прехрана. Во објектот кој што ние функционираме има вработени преку 50 луѓе. И тие луѓе, например, секој приказна за себе. Работат, али во моментот 21 ден ние затворивме. Затоа што ни беше наложено уште од првиот ден, дојдоа од Агенцијата за храна и ветеринарство и правеа увид на објектот и ни наложија целата роба што е уништена, буквално, затоа што од 4,20 висина, 3,60 беше под вода. Целата роба да се однесе во Дрисла. Затоа што таа прехрана не може сегде да се фрли. Прехрана, техничка роба, све што се продава. И значи ги затворивте маркетите 21 ден? 21 ден имаме затворена, поради тоа што тоа чистење траеше со денови. Буквално ние бевме затрупени под тиња и тоа е една голем зафат за да се чисти, да дојдеш до некој првобитна полага. Дојде од владата, од комисиите? Комисијата е дојдена, видена, ама тоа не е званично. Знаеш зашто не е званично? Зошто? Поради тоа што званично во почетокот, например, државата, мене ми е уштетена и куќата и објектот. Кажуваат, објектот ќе биде, куќата ќе бидат приватните лица, физичките лица ќе бидат обештетени, а за компаниите ќе видиме. Тој начин малце не беше прифатен од кај нас, затоа што ако мене ми ја фатил куќата цунами или тоа поплавата, до куќата ми е и објектот. Фактички, ние мислам дека и по тоа што го знаеме пред законот и правни физички лица се еднакви. Затоа начинот и помошта што треба да ја добиеме, например, грижата на сите луѓе во државата, кога се дешаваат вакви работи, која по мене, колку сум слушал, после 63-та, ово е најголема катастрофа во бивша Југославија. Ако кажеме за починати луѓе, за материјална добра, за сите. И затоа треба сериозно сите луѓе во државата да се замислат, да им помогнат на овие луѓе, што се затекнати во вакви случаи. Зашто кажувам? Кажувам за тоа што сите луѓе, например, мојата фирма екзистира од 90-та година. И плаќаме данок, например. Данокот го плаќат и физички и правни лица. Ние во фирмите или као правни лица плаќаме малце повеќе. Ама во моментот, како што гледам, не оставија малце настрана. Како се чувствувате поради тоа? Не е добро, знаеш зашто? Затоа што кога си во мака треба заеднички да си решават маката. Затоа што лесно е, например, као во мојата фирма, екзистира 27 години, 26.
И сега тие вработени се вработени. Но утре, ако немаш можност да им даваш плата, тие кај ќе работат? Едноставно, тие што работат во таа околина, тие сите се соседи, затоа што работат зашто му е оваа работата близу. И сите имаат поплавени куќи и уште згоре на тоа, ако останат без работа. Замисли како се чувствуваат и тие и ние. Господине Хуџа, еден од вашите членки, исто ваш колега, обвини дека владата има двоен аршин кога се случила поплава во Пелагониско. Веднаш биле обештетени компаниите, сега се чувствуваат како во втор план. Како ја дочекавте одлуката на владата за обештетување? Вие чинам имавте средби со дел од надлежните? Дел од компаниите кои се зафатија, мислам, беа поплавени, имаат осигурено нешто од нивниот имот, меѓутоа повеќе од 80% немаат осигурено. И мислам дека тука треба да се види убаво кои се обезштетени и кои не се. И во таа смисла не можам сигурно да кажам дека има некој аршин, меѓутоа поентата е дека овие компании кои функционираат во тој регион, значи се компании кои се веќе со децении функционираат и мислам дека третманот кон нив треба да биде малце по објективен и пореален во смисла дека тие работуваат голем дел на луѓе таму и придонесуваат во оваа држава и во овој буџет со нивните даноци и со нивните давачки. Затоа мислам дека би требало убаво да се преиспита ситуацијава и да се третираат не само приватните и становништвото, меѓутоа и компаниите кои придонесуваат во економијата и во развојот на тој регион и на целата држава. Па во однос на тоа мислам дека овие компании имаат право да бараат обештетување, меѓутоа обештетувањето не мора да значи дека треба да биде чисто финансиско. Има начин на кој може тоа убаво да се менаџира со средства кои тие веќе ги предплатиле во смисла на данок, во смисла на царине, на акцизи, пример имаат роба. Ќе разговараме за мерките кои што ги предложивте. Јас само сакам во овој дел да ве вратам. Информиравте дека сте имале средба со министерот за економија Дритон Кучи, министерот за правда Валдет Џафери. Што ви рекоа? Во состанокот ние кој го имавме со дел од бизнес заедницата од тој регион и министерот за економија, постои, мислам, кај нив постои желба и постои волја да се загрижат и да нешто превземат во смисла на помагање и на реализирање на некои барања од бизнисот, меѓутоа се до ден денес немаме уште нешто конкретно во тој дел. Па мислам дека во седниците на владата треба да се преземе и да се предлага седница специјално за третман на компаниите. Па тоа би било дел од тоа што ние као прво го бараме, па после тоа ред други мерки кои што можат да произлегуваат од тој третман. За реакцијата на владата и за обештетувањето ќе разговараме веднаш после рекламите. Најавувам пауза за реклами, продолжуваме со разговорот. Неограничени разговори и SMS кон сите мрежи, плюс 4 гигабајти интернет за само 599 денари месечно, цела година, само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Кога ти недостасува ладовина и кога ти недостасува сонце. Кога ти треба концентрација и кога имаш се. Имаме витамини за секаква пригода, баш за секаква. Цедевита. Што ми треба? Што ми треба баш во моментов? Ми требаат сите мои пријатели од Twitter, Facebook, Instagram, сите. Девојка за него, а и за мене. Ми треба продолжен викенд со пријателите.
Нешто ново, нешто што ми одговара. Ми треба цело време да сум на интернет. Добар разговор. Тоа ми треба. Повеќе време да бидам со семејството. И да сме секогаш заедно. Тоа што ни треба. VIP Mobile Promo. Неограничени разговори и SMS кон сите мрежи. Плюс 4 гигабајти интернет за само 599 денари месечно, цела година. Заедно со Samsung Galaxy за 169 денари месечно. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Нашите животи се исполнети со моменти. На некои од нив се сеќаваме со задоволство. На некои баш и не. Ама тие се дел од нас. Дел од нашите животи. Без разлика каде сме. Со кого сме, заедничките моменти се единствени. Едноставно живееме заедно, споделуваме. Го правиме вашиот живот поудобен. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате. За успешен бизнис се потребни добри сделки, а вистински успех е кога задоволството ќе го споделите и со семејството. Toyota Avensis се грижи за сигурноста на вашето семејство и за успехот на вашиот бизнис, на задоволство на сите. И бизнис, и задоволство. Toyota Avensis Diesel со екзекутив пакет на опрема за 20.990 евра. Toyota, always a better way. Само за вас, најдобрата понуда овој викенд, единствено во Тинекс, од 9 до 11 септември. Свински бут, 297 денари, свински кременадли, 252 денара, свински ребра, 237 денари, лимони 1 килограм, 85 денари, пилешки виршли перутни на птуј, 1+1 подарок, 43 денари, свежо пиле цекин, 1 килограм, плюс подарок пиво Отингер 500 милилитри, 183 денари, екстра јајца Ел, 49 денари, сок фруктал, 1 литар, 37 денари, сет таблети за машинско перење садови финиш, 1+1 подарок, 494 денари. Тинекс, секој ден со вас. Уживајте во HBO каналите, заедно со VIP. Одберете VIP комбо и гледајте HBO еден месец бесплатно. Повеќе за вас. VIP. Да, еден месец по поплавите, штетите си уште се бројат. Вечерва разговарам со дел од бизнис заедницата што беше погодена од временската непогода што се случи на 6 август. Работите ли сега? Сме почнале, фактички ние имаме работа по терен, значи низ цела Македонија работиме. Сега сме почнале фактички кај што сме останале порано со монтажа, меѓутоа монтажата ја вршиме само со оградите, без другите додатни работи околу извршување на работа. Ова фактички правиме врати, мотори, тие работи. Значи, Тоа што значи со колкав капацитет сега работите еден месец по поплавата? Со 30%, 50%? Така, со 40% да кажеме, сме почнале веќе ова 4-5 дена навака. Значи, меѓутоа, тоа не можеме да се комплетираме уште, значи ни треба време. Време ни треба поради уште не сме така како што бевме, фактички. И мора да продолжуваме полека за да може да се стабилизираме. Ќе успеете да се вратите целосно во Многу тешко, значи ќе ни треба можеби 1 година време. Да, за да се вратиме како што бевме. Да. Јас мислам дека 1 година е малце. Да. Кај нас ние почнеме да работиме има 10 дена, зашто работиме со прехрана и такви работи, така не работела. И тешко доаѓаме до тоа што да можеме да функционираме со тој капацитет. Со тој капацитет треба многу време за да дојдеме, него битно е да обстанеме. Битно е, например, да ги задржиме на работа вработените.
битно е да бидеме во таква ситуација што да има надеж дека утре можеме да функционираме. Вака како што е ситуацијата и како што било, малце е многу тешко. Например, ние имаме кредити во тоа што градевме објект и ратите достигнуваат месечно, например, обврските према банките. Во тој случај банките беа многу коректни и во тој случај ни дадаа 6-месечни мораториум за да почнеме да функционираме, да ни платат камати и тоа е 6 месеци као прекид на давање на тие рати. Затоа мислам дека ако заеднички сите не се залагаме за да биде подобро за сите. Зашто кажувам така? Затоа кажувам дека ние како фирми сме придонеле во државата со плаќање на данок, например, и тоа не е една година, две, него 27 години по мене. И другите фирми се така по 15-20 години. Него проблемот е што ние како даночни обврзници, било да е физичко или правно лице, ние сме придонеле, например, да дојде некоја компанија од странство и да дојде да вработува луѓе. И ние сме им дале поволности во таква насока, во инфраструктура, бенефици, во луѓе, во логистика, за да дојдат да вработуваат тие, например, 50, 100 или колку. Вие сами вработувате? Ние во моментот, кај нас работат 50 и кусур луѓе. Не сега. Што да правиме со тие луѓе? Разбираш? Како да ги задржиме на работа? Доколку владата не ви помогне, можно е да се отпуштаат луѓе? Не е проблем тоа, проблем е друга. Као држава треба ние да бидеме загрижени за тие компании. Зашто? Затоа што тие... Не чувствувате дека државата се грижи за вас? Ние чувствуваме, тие прават напори, ама треба повеќе. Разбираш? Ние чувствуваме дека тие ги прават напорите колку што е можно. Али во другиот случај, ова е малце посериозна работа, затоа што во тој реон кај што ние функционираме, Сингилич, Стајковци, Карачиново и дел од тие селата што гравитират, кои се зафатени со малце потешка елементарна непогода, поголема, таму кај што е жаристото поголемо, таму треба да се внимава и да дојдеме до тоа таква ситуација да можеме полека да обстанеме. Вака е тешко. Не чувствувате еднаков третман од државата? Како се чувствувате? Ние се чувствуваме, фактички треба да ни испаднат во сустрет, значи, пошто сме фирми, така да мислам дека ќе биде во ред, меѓутоа да не третират како фирми, пример, да не одвојат од физички лица, значи, пошто физичките лица, ако можат, значи, да се обештетат, можат и фирмите, значи, тоа е... Вие за сега до кога може да издржите? До кога е прагот? До кога е горната граница да не превземете мерки за да обстои бизнисот? Па бизнисот ќе обстојува така полека, меѓутоа до кога ќе издржиме, не знам. Значи, Господине Хуџа, како комора подготвивте мерки, решенија како владата да им помогне на бизнисот. Кои се дел од решенијата? Па, во однос на тоа дека владата беше повеќе насочена кон физичките лица, оштетените куќи, ние во делот на бизнис заедницата изготвивме некои мерки кои што им ги предложивме на владата и мислам дека тие мерки би биле доста олеснителна можност за тие компании да можат да се вратат во нормалниот живот или нормалното функционирање. Во тој дел, значи, имаме предложено 3 вида на мерки. Како прва мерка, значи, е административните мерки, олеснителните административни мерки.
Потоа имаме даночни мерки и имаме мерки на економски оператори. Значи во првиот дел, значи на административните мерки, ние имаме предложено значи да се донесе владина одлука каде што тие компании треба да имат посебен третман, потоа да се започне со процесот на верификација на станатата штета, па имаме исто така да се... Но јас ке ве сопрам овде, Иван, или колегите велат дека комисиите доаѓаат веќе на терен или не е извршена верификација до крај? Тоа е не комисиите кои доаѓале неофицијално. Знаеш зашто? Затоа што во почетокот беа зафатени со физичките лица и тоа е нормално. Во некој кој што има куќа или има човечки жртви, тоа е приоритет. Туку, јас мислам дека после тоа кај нас дојда и тоа не е официјално, нема одлука на влада дека ние треба да се третира. Тоа е. Но нели вие рековте кај вас сликале, направиле записник? Да, правиле записник. Точно, значи, меѓутоа не како што вика господин Бекер, значи не е тоа фактички не знаеме ние кој бил, што бил, не, официјално не е. Официјално од бирото за вештачење не е, например, оние го вршија, например, сликањето, ама ние сме дојдени, каже, само за верификација, а не е официјално. Тоа мислам дека во моментот, затоа што добро каже Неви, дека немат одлука на влада. Или не го разгледале тој случај, или не го ставиле малце подоцна. Ама подоцна во бизнисот е малце потешко, затоа што првите чекори се многу потешки од колку понатака. По тој случај, јас мислам дека сите компании кои се затекнати во моментот имаат право, како што се физички лица, затоа што пред законот се еднакви. И физичко и правно лице. Као што сум јас затекнат во случајот, ми е поплавена куќата, до куќата и објектот. Сега не можеш да кажеш, например, као држава, дека тебе што ти е поплавена куќата ти е поплавена, ќе ја разгледаме, ќе ја обештетиме, ама објектот ќе видиме. Тоа не е добро. Знаеш зашто не е добро? Затоа што чувството е лошо. Знаеш зашто? Затоа што ти некако као даночен обврзник, као правно лице, си придонел повеќе од тој физичко лице. Сега кога доаѓаме на тој ниво, мислам дека треба заеднички сите луѓе во државата во ваква ситуација која не е обична поплава, да кажеш една обична поплава ќе фати 2-3 куќи, него ова е нешто малце поголемо кој сите луѓе треба да се занимаваат сериозно во државата, за да им дојдат во пресред на физички, на правни лица, за да функционира тој реон до негде како што бил порано. Затоа што и така тој реон, кај што е десена поплавата, и порано економски стоеше многу на ниско ниво. Беше као малце по мојта на таа околина, беше малце се занимава со земјоделие. Сега луѓето ги немат тие работи, треба земјоделие, после комбинати и такви работи. Во тоа време треба многу време за да дојде таа земја утре да биде функционална за сите. И обработлива. Добро, господине Хоџа, освен административните мерки, вие предложивте во пакет уште неколку други мерки. Дали може да ни кажете зашто станува збор, кои се тие мерки кои што ќе му помогнат на бизнисот да го амортизира овој силен удар? Па, освен административните мерки, кај што ги спомнав, значи, ангажманот на владата и третманот, имам и друг вид на мерки, значи, мерки за данъчно олеснување на компаниите. Во конкретниот случај имаме компании кои што се во предплата на данок или на акциза и на царина, па мислам во тој дел, значи, тие компании што го имаат платено тој данок за таа роба која е оштетена, значи тој данок и таа акциза и царина, значи да се или да им се возвратат на компаниите или тие даноци да се
да се пролонгираат за одоначување на следната роба која би ја увезувале и која би ја користеле за во нивниот бизнис. Во тој дел имаме и случај, пример, олеснување да се робата која што е увезена, значи, во трајање од 6 месеци, компаниите да бидат ослободени исто од данок на добивка или други давачки во износот на оштетената роба. Потоа имаме, значи, истото важи и царински и акцизни давачки, но нормално дека ДДВ-то овде е приоритет, пошто имаме компании кои што конкретно компанија која има предплата од негде 200.000 евра во ДДВ или и плюс во царина од прилика толку и акциза, значи околу 400 до 500.000 евра се во предплата. Значи, тие средства, ако таа компанија би ги имала во конкретниот случај, таа би можела многу побрзо и поефикасно да се врати во нормалната функционалност. Па во тој дел мислам дека треба да биде поголем фокусот на даночното олеснување и можноста за поддршка на бизнис заедницата во тој регион, пошто неколку компании се кои се поголеми и кои се со поголема штета. Меѓутоа имаме компании кои што се мали и кои што многу потешко може да се вратат во нормалниот живот, така да за тие компании мислам дека може да дојдат многу побрзо и до банкрот. Па за тие компании исто мислиме дека треба да има некои мерки кои што би можеле да добијат грантови за нивното враќање во бизнис, пример од фондовите на Европската Унија, од UNDP и банките за развој да имат можност кредитите кои што ги имаат да тие кредити да имаат грейс период и Македонската банка за поддршка на развојот, мислам дека со нивна поддршка на приватните банки би можеле да воспостават таков однос што каматните стапки би можеле да се намалат за оштетените компании во износ негде 2% помалце од колку што им биле порано. Мислам дека сите овие мерки кои што ние јавно ги нагласивме и ги испративме до премиерот и до сите релевантни институции, би требало да се поозбилно да се сватаат, да се сваќаат и да се преземат конкретни чекори за пронаѓање начин и можност за да функционираат и да се возвратат во нормалниот живот. Вие ги доставивте предлог мерките, велите треба да бидат поозбилни и поозбилно да го сватат. Ништо не ви одговорија се уште на овие мерки? Се уште од четвртокот од прошлата недела после пресконференцијата ние одма испративме официјално до сите релевантни фактори и се до ден денес, значи, немаме некој конкретен одговор. Се надевам дека ќе имаат, значи, можност и ќе имаат волја тоа да го решаваат на побрз начин, пошто секој ден за компаниите е тежок ден и секој ден, значи, за компаниите значи загуба и за луѓето кои работеле таму, значи се на очекување да се вратат на работното место. Имаме компании кои што се комплетно затворени и не функционираат воопшто, чекајќи дека нешто ќе се превземе, чекајќи дека таа роба оштетена на официјален начин ќе се пресмета и ќе дојдат до некое решение. Господине Хуџа, кога веќе ги спомнавте сите овие даночни ослободувања, неминовно е да ве прашам, вашите колеги од Стопанската комора излегоа со анкета во која што се вели меѓу нивните членки дека 43% имаат проблем со наплатата на побарувањата. Во дел од нив беше забележано дека на месечно ниво имаат проблем со повратот на ДДВ, кога има повистоки суми од финанси уверуваат дека ДДВ-то се исплаќа на време, просто како и секогаш кога се отвара оваа тема. Каква е состојбата кај вас со ликвидноста?
Па во тој дел, значи со ликвидноста, дел од компаниите го враќаат ДДВ-то, меѓутоа имаме дел кај што тоа не се реализира навремено, знаејќи дека компаниите сите, можам да кажам 100% од компаниите имаат кредити, имаат и редовни плаќања, така да секое задоснување на враќање на ДДВ-то представува потешкоти за нормално функционирање. И во тој однос секогаш ние како комора апелираме во тој дел, значи на владата да биде временски попрецизна за враќање на ДДВ-то на компаниите. Господа, ние сега разговараме за поплавите, за последиците. Еден месец после тоа, неминовно паралелно се случува процес на избори, треба да се одржат на 11 декември. Што според вас треба новата влада да направи прво? Кои ви се најбитните работи кои што треба да се направат од економски аспект? Па од економскиот аспект, знаејќи дека компаниите кои се повеќе години функционираат во државава, значи треба повеќе да се фокусираат во домашните компании, затоа што овие компании представуваат, значи се двигател на економијата, знаејќи дека негде околу 80% од компаниите се мали и средни предпријатија и функционираат со децении, и фокусот треба да биде поголем и поддршката да биде поголем кон домашните компании. Господине Реджеп, според вас што треба новата влада да направи? Вие како бизнисмен што доаѓате од домашното стопанство, што е она што ви е потребно? Нови кредитни линии, поголема еднаква рамноправност меѓу вас и странските инвеститори? Не знам што да кажам. Ке ги оставите да ги креираат политиките? Имате можеби или вие некој предлог за нив? Немам предлог за во државата, ние го имаме нашата мака. Без разлика кој е на власт или кој не е, ова мака што не снајде ги надминува сите тие работи што се во тек на политичко. Овде треба сите заедничко, без разлика како се вика, како му е името и презимето, затоа што јас кога зборувам тука имам некое друго чувство од тие што не биле таму присутни. Ние што бевме присутни, тоа на филм сме гледале цунами, гледаш. Ама во реалноста да го гледаш цунамите е нешто друго, а тоа беше еден вид на цунами. Затоа јас им препорачувам на сите луѓе кои функционираат или дел се, што се ние сите се чувствуваме дел од државата, ама тие што се најодговорни за таа работа треба сериозно да ја сваќат работата, затоа што без нивната сериозност, без разлика кој е, луѓето да се остават сами по себе не е добро, затоа што не можат да се снајдат. Затоа што треба стварно некоја конкретна и сериозен зафат за сите што се оштетени и што се затекнете во оваа трагедија. Благодарам на времето. Почитувани, ова беше се за вечерашното издание на Анализа. Моето име е Марина Узунов. Останете на фреквенцијата на 24 вести. Секој добро.